Со серија документи во рака и обвинувања за системско фаворизирање, опозицијата денеска ја отвори темата за како што тврдат сомнителни тендерски постапки и распределба на милионски договори. Од Социјалдемократскиот сојуз наведоа дека во изминатите 2 години една компанија добила десетици јавни набавки во вредност од повеќе милиони евра, при што најголем дел од договорите биле склучени со општини раководени од кадри на владеачката ВМРО-ДПМНЕ. Велат, милионски тендери се делат како колачи, а владините партнери ги нарекуваат тендер коалиција. 74 тендери вредни 17,6 милиони евра за само 2 години добила оваа фирма Ленди Груп, Доел, Скопје. Наглиот раст на склучените договори започнува во 2024 година, продолжува во 2025 година, па се до денеска. Само минатата година 59 склучени договори, најголем дел од општините раководени од ВМРО-ОКГ, организирана криминална група. Политичката пресметка околу тендерите доби продолжение, откако владеачката ВМРО-ДПМНЕ возврати на обвинувањата, со оценка дека се селективни и политички мотивирани. Од партијата повикуваат анализата на опонентите да биде поширока, а испратија и контраобвинување за врвот на СДСМ и за имотната состојба на поединци од опозицијата. СДСМ, што ги брои овие тендери последните 2 години, треба да ја прошири пресметката на изминатите години кога тие биле на власт и ќе дојде до заклучок дека истата ова фирма можеби и двојно повеќе тендери има добиено во време кога институциите ги управувале СДС заедно со ДУИ. Така што вакви популистички пресконференции на СДСМ не се ништо друго, само еден најобичен обид за замајување на јавноста. Социјалдемократите овие наводи ги изнесоа на пресконференција на партискиот антикорупцијски тим, а од партијата реагираат дека иако постојано објавуваат сомнителни тендерски постапки, сепак ниту по повеќе од месец и половина нема никаква институционална реакција.